Ајде да се подсетиме зошто сме тука. Оставка! 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 Груевски, вчера Заев ти испрати една порака. Цитирам. Ова контролирано судство не го признавам. Уапсете ме. Завршен цитат. Но Груевски, пред да направиш било каков чекор, знај уште едно. И јас сум Заев. И мене уапсете ме. И друго, сите тука присутни се Заев. Зоран Заев. Уапсете ме Бирин. Знаете каде сме. Или пред твојот дом, или пред влада на Република Македонија. Пред известно време, истиот овој Груевски испрати закана до сите нас. Ке сме го плателе долгот заедно со сите затезни камати. Денес пред неговата резиденција ќе му порачам. Никола, не само што ќе го платиш долгот заедно со сите затезни камати, туку ќе ја вратиш и хипотеката која имаш земено на грбот на граѓаните. Ќе ја вратиш назад Република Македонија. Време е за оставка! 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 Почитувани сограѓани, драги пријатели, живееме во една специфична и разворена политичка ситуација, во која постои една зла темна причина и еден повод, светол повод. Таа причина е еден залутан човек во политиката, кој не можејќи да се снајде во демократија, се впушти во севкупна општествена контрола, ги узурпира институциите, направи упад во судството, ги окупира медиумите, прислушкуваше, криваше политички затвореници. Да, почитувани, таа темна причина има име и презиме – Никола Груевски. Почитувани, а поводот, светлиот повод, кој заедно со сите нас ќе ја разреши оваа ситуација, е исто така човек и се вика Зоран Заев. Заев, кој знаејќи ја тежината на предизвикот вистината за Македонија, не се сокри зад македонска Викиликс, не се сокри зад македонски Сноуден, туку заедно со сите нас ја обелодени вистината за Македонија и до срж ја разобличи ова ненародна власт која ќе дојде до ак на истата. Токму оваа темна зла причина и овој позитивен светол повод го обединија нашето општество, не обединија сите нас. Но уште повеќе и уште подобро, што им се случи на Република Македонија, е народниот стабилитет. На Република Македонија се случи народен стабилитет, а тоа значи дека и покрај сите обиди за раздор на меѓуетничка и било каква друга основа, ние сепак сме заедно сите тука и во кампот на слободата. И македонци, и албанци, и турци, и власти, и роми, и срби, и бошњаци, сите заедно. Но почитувани, не сите заедно како фраза, бидејќи е популарно да се каже и убаво звучи. Туку затоа што навистина си требаме. Сме си потребни едни на други и уште повеќе сме и потребни на нашата татковина на Република Македонија. Слушам наоколу Никола Груевски представувал тест за Европската Унија и Соединетите Американски држави. Непочитувани. Никола Груевски е тест за нас. И ние ќе го решиме. И на писмено, и на усмено, и на екстерно пета го кинеме. Никола Груевски паѓа на рати, но мора да загуби на фери демократски избори.
на истите тие избори на кои ние ќе представиме нашата визија за позитивна, за просперитетна, за подобра Македонија. Заедно со нашите кадри, кои се многу почесни и со кредибилитет многу поголем од овие актуелните. Затоа е потребна преодна влада. Но не за Груевски да падне, а СРСМ да дојде на власт, туку за доброто на Република Македонија. Затоа Груевски, конечно и со твојот речник, осмели се, прифати фер и демократски избори за доброто на Република Македонија. И за крај, една порака до сите оние кои што, а верувам се малкумина, остануваат резигнирани и равнодушни на оваа ситуација. Почитувани, приклучете се. Ако не за друго, за вашите деца и внуци, кои утре други ден ќе пораснат, ќе читаат и ќе учат историја и ќе го сретнат овој темен период кога Никола Груевски владееше бескрупулозно со Република Македонија и со право ќе не прашаат каде ние бевме и што ние правевме во тие моменти. Ние тука присутните сме на вистинската страна со вистинските луѓе. Заедно сме со ЗАЕВ, со целата опозиција, со мнозинството граѓани на Република Македонија и заедно ќе ги вратиме слободата и демократијата, ќе вратиме надежта во Република Македонија. Да сте живи и здрави, да живее нашата држава!